zdravo на сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, во денешното видео одлучив да одговорам на некои непријатни прашања на кои што секоја девојка би сакала да го знае одговорот. Од вас на Insta Story во боксот што го поставив барав да ми ги поставувате таквите прашања, а јас ги одвоив најинтересните на кои што ќе одговорам во денешното видео. И да, прашањата се непријатни и не можам да кажам дека ми е сеедно што јасно и гласно ќе одговарам на нив вака јавно. Меѓутоа, се надевам дека ова видео до некаде ќе ви помогне на сите вас, затоа што ретко која девојка се осудува овие прашања да му ги постави на нејзиниот брат, дечко, татко и така натаму и така натаму. Па затоа постојам јас и ќе се потрудам некако на најсоодветен начин да ви ги одговорам без да користам вулгарна терминологија. Првото и едно од најпоставуваните прашања беше дали кога некоја девојка ни се допаѓа и го манијачиме профилот. Па да, тоа функционира исто како кај девојките, просто ги гледаш нејзините сториња, новите фотографии, скролаш во листата на фоловери, гледаш кого следи, кој ја заследил неа. Истото што го прават и девојчињата, верувале или не. Единствената разлика е можеби во интензитетот. Девојчињата тоа го прават буквално 24/7, иако тоа е индивидуално до некаде, а машките од време на време. Следното прашање вели дали машките повеќе сакаат секс без заштита. Не само машките, мислам дека и женските многу повеќе сакаат секс без заштита, но таквиот секс треба да се преферира исклучиво во некои долги и сериозни врски. Не можам да ги разберам луѓето кои си дозволуваат секс без заштита за само една вечер. Прво си го загрозуваш здравјето, затоа што не знаеш дали тој некој или таа некоја носи со себе некакви проблеми. Одговорот е да, меѓутоа ако си доволно свесен за последиците, ќе практикуваш секс со заштита до оној момент додека не влезеш во некоја сериозна врска, во која што буквално сеедно ти е дали ќе завршиш работа во или надвор, да не се изразвам сега буквално, сваќате што сакам да ви кажам. Следното прашање вели дали на машките им е проблем да кажат те сакам. Пес мислам дека не, почнувам од себе, меѓутоа во многу помал интензитет од женски. А машките повеќе некако се трудат тоа да се подразбира. Секој машко многу повеќе сака тоа да го докаже и покаже. Следното прашање вели како се справуваат машките со срамните влакна и дали се депилираат. Ова е многу индивидуално, јас не можам да ви одговорам у име на сите машки. Јас конкретно ги отстранувам. Постојат и машки кои практикуваат депилација на цело тело, особено спортистите, и тоа е сосема во ред у 21-виот век. Следното прашање вели дали се бришете после вршење на мала нужда. Ова е баш онака непријатно прашање на кое што стварно не знам како да одговорам. Искрено кога како, зависи какви се условите, со тоа што машките многу почесто практикуваат отколку бришење. Колку лошо звучи ова, човече. Не знам, постои едно непишано правило кое вели последната капка секогаш капнува во гаќи. Следното прашање вели како машките ја сокриваат ерекцијата. Јасно ви е дека ерекција се јавува и во моменти кога сакаме и во моменти кога не сакаме и некогаш е баш тешко да се сокрие. Меѓутоа со гардероба, не знам, онака ставаш раце у джеп и текнеш ако носиш нека долга мајца или дукс или јакна или имаш педеруша, може да се сокрие, али знае да биде многу непријатно. Особено ако немаш ништо, ако носиш на пример тренерки, тогаш тек знае да биде хорор, али што да правим. Следното прашање вели дали кога имате односи се случува да глумите дека ви е убаво. Помислам дека нема врска со тоа дали си машко или женско, им се случува и на машките и на женските, предпоставувам. Не знам зошто би форсирале таква врска во која што треба да глумиш дека ти е убаво, но не можам да кажам дека не се случува. Има моменти, особено кога сме под дејство на алкохол, имаме некоја чудна потреба да завршиме работа и мислиме дека ќе ни биде убаво, не ни е убаво, а глумиме дека ни е убаво и така. Следното и последното прашање за ова видео вели дали плачете кога ќе ве повреди девојка. Да, и машките имаат емоции, и машките знаат да сакаат, и машките знаат да бидат повредени, така што сосема нормално е машко да плаче и во тоа нема ништо чудно. Единствената разлика е тоа што мажите најчесто плачат кога се сами со себе во 4 ѕида. Иако не мислам дека тоа треба да биде така, јас у неколку наврати имам плачано пред други луѓе, пред другари, другарки, така што не ги разбирам луѓето кои
имаат предрасуди кон машките кои плачат. И жените прдат и мажите плачат. Тоа запамтите. Верувам дека постојат уште многу вакви прашања кои во овој момент би ми ги поставиле. Доколку тоа е така, оставете лайк на ова видео и во коментар напишете ми дали сакате втор дел во кој што ќе одговорам на прашањата кои овој пат не сте ми ги поставили. Се надевам дека ви се допадна ова видео, се надевам дека соодветно одговорив на сите ваши прашања. Уште еднаш апелирам до сите машки кои го гледаат ова видео во коментар да одговорат на истите овие прашања или на некој од овие прашања на кои што размислуваат поинако од мене или имаат поинаков одговор од мојот, заете некако да им ја олесниме работата на девојките. Ништо, јас во овој момент се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, кога да го гледате видеото, ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!